Сме почнале више? Почнале, бе, ајде, те чекаме. Се случило нешто или вие сте почнате вака? Епа, да разкриваме за тебе сега. Спремни сме све. Добро. Имам работено во сличен стан како вашиот, предпоставувам дека е тако, само имаше уште една соба некаде. Па имаме спална таму, така и голема тераса имаме, па сега да направиме, сакаме нешто за деца во детска соба. Така, таму има некој проширување. Да. Добро. Така, сега дневниот престој малку така добар е голем, таму планираме гарнитура, заседање, телевизор. Значи по постојниот распоред. Така. Маса за ручање. Така. И тоа. Прозорите ги менјаваме сите, врата кон тераса, внатрешни врати. Така. Значи е целосно реновирање практично на станот. Да. И кујна, веројатно. И кујна, обавезно. Кујна, без кујна никако. Мора све да се има. Имате некакви идеи, желби како тоа да изгледа, за кого е наменет станот? Па, за станот е наменет за целото семејство, значи имаме големо семејство сме, мислам ја, имаме 2 дечиња, имаме и внукичка, доаѓаме за викенди, остануваме во Скопје, шетаме да има место за сите, знаеш, за преспивање, така. Добро. Океј, ајде покажи ми терасата. Ајде. Каде треба таму да се направи некој простор. Шуба тераса кујната. Добро. Кујната исто голема, терасата исто голема. Значи терасата сакате да ја поделите, како станот треба да има дел тераса, така? Да, дел од терасата да остане, така од кујната мал дел, поголемиот дел од терасата да се искористи за детска соба. Ама сега детскава треба предпоставувам од спалната Епа да се влегува. мора да се влегува од спалната, не е проблем. Дека од Тука тука нема да може, тука ќе се прегради целосно цит. така. Мислам може, ама не знам како вие сакате, дали сакате спалната. Од спалната па во детската да се влегува. Не мислам дека не би било проблем. Добро. Така. Тука, значи Ова е спалната. за телевизија за гледање, креветче. Треба ли маса работна да се постави овдека и таму со оглед на тоа што вие наменето за викенди? Да, би требало една работна маса овде и во детската исто работна масичка. И таму Па исто така и во детската и овде во спалната. Све што е поред. се е поред како за дома. Плакарче, да, како Добро, баш. да гледам има фин простор за плакат. Голем плакат. А и тука има уште едно. И во подниот има плакатче. И таму, но? Да некоја мала комодичка така за чепли. А оваа соба? Овде оставата нема да ја чепли. Па доста место има за мал стан, вака за ова ошпрема, баш 60 квадрати. Ова е мајко мило. Добро. Ке го правиме. Најубав. Уште бања. И уште бањата. Бањичко. Ево. Плаче за реновирање. Плаче и чешмава плаче. Знаеш од кога плаче? Добро. Обавезно када. Када? Да. Аха, добро. Ево каква да е големина. И па толкава може само да биде, со оглед на тоа што тука машина нели треба да дојде. Да. Така. Добро. И оставаме на твој избор све другото. Океј. Со бои. Што е потребно друго? Па мислам позициите не можеме баш многу да ги менуваме овдека, но тие не е едноставно, мислам за што значи коиш. Да. Но сега го када мора да биде. Када, точки, изолации, тоа се да испоменеме, уште еден топ сифон да ставиме, да гледам тука, нешто сврска изгледа. Така. Нема ни одвод за када. Добро. А горе? Па горе затвараме како да ја затвараме. Да, затвараме обавезно и да се проверат овие цевки таму. Да не тече конч. Да. Добро. Ке се стругаат тие, ке се залијат. Тоа е ваша работа. Ајде готово. Станот е постар и руиниран, дел затоа што не бил реновиран од купувањето, дел и од последниот проблем кој го имал поплавувањето кое придонело собствениците да мораат да го извадат стариот паркет. Како и во повеќето станови од овој период, има дрвени прозорци и врати, стандардни плочки препознатливи за 80-тите кај нас, цевки на таванот од бањата и така натаму. Но затоа тука сме ние, да го преуредиме и реконструираме. Го направив проектот за новиот стан и побелете да видите.
Значи се работи за помал стан од некои си 50 на квадрати, во кој што треба да измислиме една нова соба која што ќе представува дел од сегашната тераса. Сепак треба да им оставиме мала тераса, бидејќи не е убаво сега станот да биде без тераса. И негативната страна на таа нова соба е што ќе треба во неа да се влегува преку спалната. Меѓутоа, бидејќи се работи за стан во кој што луѓето не престојуваат многу често или ќе биде за добрите студентски денови на нивните деца или другите овие членови од семејството, тоа нема да представува не знам како голем проблем. Во секој случај, дневната соба функционално нема да се разликува многу од тоа што досега можело да биде во неа. Ја поставуваме голема Г-гарнитура која што ја бара на отварање, значи да може да се преспива на неа. Има простор за трапезариска маса која што бара да биде за 5 до 6 луѓе. Местото за телевизорот е јасно, има некое дзипче кое што ќе го искористиме за мал шанк, една кујна која што ќе ја организираме класично, фрижидер, мијалник, подготовка на јадења и фурна, шпорет и така натака. Бањата исто не можеме баш многу да менуваме во неа, ќе ги смениме сите инсталации, меѓутоа позициите ќе им останат исти. Бараат да има мала када и со нив се договоривме да иде во нека појака колорна комбинација, не знам, виолетово и црно, например, со бело. И спалната соба, која што е исто така релативно мала, меѓутоа доволна е. Има јас, една ниша во која што ќе го сместиме креветот. Има уште една малечка ниша во која што ќе сместиме една работна маса и плакари. Плакар во спалната, плакар во ходникот. Во ходникот пак, во другата ниша за плакар, ќе сместиме еден мал чевларник и огледалце. Боите ги замислив да бидат жолто, сиво, црно, бело и така натаму, меѓутоа ќе видиме во согласност со нив дали ќе останат тие. Се едноставен е простор во кој треба да смениме електрични инсталации, водоводни инсталации, нови подови, нови врати, нова влезна врата, нови прозори, се ново. Па да почнеме. Merinos во Њу Јорк. Merinos во Париз. Merinos во Истанбул. Merinos во цел свет. Турскиот бренд Merinos е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Merinos, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Премиум брендови од керамика, санитарија и опрема за бањи, со врвен квалитет, совршен дизајн, по перфектни цени и експресно брза услуга.
само во салоните на Шате Керамика во Скопје и Битола. Првите денови им припадна на мајсторите кои ќе ја изведат грубата фаза, измена на водоводните, електричните инсталации, предзидување на терасата. Новиот зид ќе биде малтерисан и на него изведена демит фасада, со стиропор и абрив, така што ќе се добијат мала, но топла соба и мала, но функционална тераса. Внатрешните врати повторно ќе ги нарачам од Мега. Треба да им ги дадам димензиите за секоја од нив. И понатаму, веќе треба да почнам со нарачките кои во овој момент изгледаат непотребни, а сепак ќе дојде бргу моментот кога ќе бидат поставени. Добре, значи ги завршивме вратите, кваким, тоа се договоривме, сега бања треба да опремиме. Када? Уф, ама е убава ова, не знам, нема да ми ја соберем, Ова е прекрасна хидромасажна када, значи по еден работен, тежок работен ден, едно добро опуштање во домашна атмосфера, значи оваа када е баш идеална за таа намена. Много добро изгледа. Значи работи на хидромасажа, односно аеромасажа, кој што работи дучињата тие што ги гледам, тоа е што тоа. се гледа, да, тоа е. Значи со поголем притисок, така дава една добра пуштена, да, спа центар, што не мора да се оди по спа центрите, туку може дома да си го приучите. Дома да си го направиме спа центарот, многу е интересно. Значи, има дисплеј, батерија, туш батерија со излекување на рачниот туш, ексклузивна перница за опуштање, за наслонување, изработена од акрил, кој што е прекрасен акрил, Така да, тоа е тоа. Да, место тоа е за тоа, одмарање, само, да. место за рачење. И многу ми се допаѓа елегантно е со дупчињата и нема овие другите додатоци. И убава е за одржување. Да. Имаме уште поубава, значи поексклузивна када, односно джакузи, кој што може да послужи за двајца. Ептено пуштање. Да, големо опуштање. Значи хидромасажа, аеромасажа, имаме догревање на вода, значи после подолго престојување во самата када, значи во вода, за да не дојде до ладење на самата вода, дополнително догревање, така да Тоа таму е филтерче. Филтерче за значи прочистување на самата вода. Значи има радио, има значи батерија со Пецајате го канала да поминеш. излекување, така да ексклузивни перничиња, така да преубава е. Вистина е многу убава. Сега вака, значи кога завршивме со хидромасажните туш кади, имаме вака нешто прекрасно да ви покажеме на хидромасажна изгледа. туш кабина, која што е составена од хромирани лајсни, значи калено стакло со дебелина на 8 мм, плафонски туш, рачен туш, осветлување, вентилација, воздушна пареја која што може да биде значи воздушна бања, значи дисплеј на подесување, односно може да се подеси самата температура на вода, јачина на самиот млас на вода, да се вклучи радио, може да се приклучи телефон. Што има и фен, и светилка, и температура, и радио, и музика. Значи спремни за уживање. Да. Може. Наред нови прозори со кои ќе постигнеме и подобра функција и температура и естетика во просторот. Во станот практично се останува на исто место, па и на прозорците им правиме само минимални измени во начинот на отворање или димензиите. На дел од нив подоцна ќе се монтираат и ролетни. Ова ти е PVC прозор, петокоморен, предназначен за разлика од другите што има подобра термичка и сушна изолација, попрактичен е за водоношки услови од другите прозори и полесен за одржување. Гипскартонџиите зад нив, да ги опшијат сите прозорци, да исправат по некој зид, да додадат таму каде треба. На старите прозорци имаше вградени ролетни, па остануваат дупки кои треба да се изолираат и затворат. Некој пат можете на ваква позиција да ставите и вградно светло, што изгледа многу убаво, особено ако не ставате завеси. Со дефинирани простори, треба да почнам и со нарачка на мебел. Ајде, Горан, уште еден стан за тебе.
Значи многу едноставно. Имаме кујна, да не речам скоро иста е како минатата што ја работевте. Фрижидер, машина, мијалник, шпорет, фурна висока, тоа е тоа. Исто како во другиот стан имате едно зидче дека за плотничка да закачиме. За тебе комодата ќе ти кажам, ако успеам да најдам готова, ќе ја земам, затоа што би сакала да е некако комплект со трпезариската маса. Тоа ќе ти кажам дополнително. Во ходничето имаш еден елемент како за чевли со две вратички. Две фиоки. Фиоки се добро да има документи лево десно, а доле вратичките обични и со поличка. Овде ќе треба мерка да си земеш, значи има едно вако како дупче во станот. Поличи како тоалетна нешто, така? Ами повеќе е за работна маса. Значи да, тоалетна е работна, е многу мала спалничката. Овдека исто ќе треба да направиме некој како плакарче минијатурно, затоа што е минијатурна и собата. Работна маса ќе купам јас. И само толку. И само толку е. Среќен? Може? Брзо би било направено. Ти нешто да ме прашаш? Смарт фиоки да си клаиме. Стандард. Стандард, вие и вака и така ми ги ставате, така што одлично е тоа. И тоа е тоа. Лице место си измериме. Да, ќе си ги земеш мерките, ќе видиш дали ќе има некакви промени во однос на ова тука димензионирање што сум го направила јас. Што ми е битно? Да, и верката светла би сакала да е. Сега светла. Нека белбор, беленда, нешто во тој фазон. Тоа е. Те чекам. Готово. Зимно време е, малку проблематично за молерисување. Тешко се суши и им треба повеќе време за работа. Нешто што напролет би го завршиле за 3 дена, во зимно го работат за 5 до 6. Значи нема брзање ако сакате да е добро сработено. Основната боја на целиот простор е кремаста, како што и бараше Слободанка. Нежна и светла, бидејќи станот е на северната страна и иако има доста прозорци, тој е темен. Кога бирате бои, бидете внимателни со ориентацијата на просториите. Во зависност од тоа, ќе зависи каква рефлексија бојата ќе јави во просторот и кој тоналитет ќе биде истакнат од комбинацијата од која е направена. Детската ја бојадисуваме во светло-сина боја. Сината е боја која спојува деца од различна возраст и пол, особено ако не ги консултирате клиентите како што тоа го направив јас. Спалната ќе биде виолетова, инспирирана од Акрон и новите тонови кои ми ги покажаа за исполни на плакарите. Јас не гледам дека според мерките сте ги изработиле плакарите и веќе тоа што се договаравме. Внатре, да, окей, тоа е тоа. Да, има една работа, односно овој зид што ги дели, што се наоѓа помеѓу нив. Мики ми каже дека кога земал мерки немало и бил само отвор, тука треба да дојде врата, дали ги имаш нарачано вратите, пошто тој зид е плиток. Значи не е 60, е 50. Јас го мерев од другата страна, гледам 60, викам таман кнап. Ама од другата страна било 50. Не, да, значи не мањка за некој 10. Па вака сега жива среќа што врати нема, меѓутоа нарачаните се од Мега, каде што можеме да играме со димензии, бидејќи се купуваат готови, поготови димензии. Ако не се монтирани, ако не се монтирани, се додека не се стасани на терен, може да се измени. Колку треба да се прошириме? Па уште некој 10 сантима било згодно, да. Добра, толку ќе биде. Ке има простор за влегување. Таа е 90-ка, значи отворот е 90-92, така што ова ќе дојде 80, сосема во ред, со спална соба, право е ходникот, нема нели вртенки, некои влегувања чудни, така што отворете тоа. Добра. Сега материјалите. Материјалите, да. Минатиот пат ги вида новите бои. Да, ги видов новите бои. Може ли да се вклопи? Ми греато е да не ги искористиме, нели? Ајде. Значи, взимам примерочињата
од тие кои што мислам овој пат да ги употребам. Се допаѓа? Да. Ама има и белен дап и бело, меѓутоа, ете, ова е отприлика тоа што би сакала да го употребам од новите колори. Значи, оваа комбинација за спалната, а оваа комбинација за ходникот. Со тоа што во спалната, од ова имавме 16, така? Има ходни елементи за тие заклучните? Има. И па тоа што ќе ми се гледа од корпусот да биде во таа. Добро. Една врата. Виола. Добро. А другиот нека биде цел бел со една ваква врата. Например, друга бела. Огледало нешто во ходникот? Огледало во ходникот? Не мора огледало во ходникот, оти тој е тесен бел. Во спалната може наместо бела или некаква друга да ставиме едно огледало, ти онака мала собата. Добро. Оковот сребро? Сребро, стандарден Стенли. Добро. И тоа е тоа. Пише. А од Акрон сум и во шате. Плочките морам да ги имам за да се продолжи со работа. Веќе се поставени изолациите и мајсторите чекаат. Браво, Роса, јас на овие тргнав, нели? Конкретно само што не ми се заклина. Треба да опремам бања. Овие ги видов, меѓутоа многу поиначески ми изгледаат. Да, со рецепти, со колачи. Да, не ми се за во бања. И би сакала нешто слично, значи во тој фазон. Што зна? Што? Има? Има тука овие се интересни на беж, релефна структура, не знам дека имаш употребено веќе. Да. Да. Имаш нека веќе еднаш употребено. Имам употребено и не сакам некако да се повторува. Со пристапна цена се, тоа е предност. Да. Цената им е супер, меѓутоа не ќе да се повторувам, а овие ми се кафени. Значи јас барам нешто на виолетово. Имено бањата јас мислив виолетово црна, меѓутоа некако ретарирам од црното, ама виолетовото треба да остане. Имаме и виолетови. Со така? Уште хубави. Уште хубави? Да. Да. Не црнава јарна. Кажам така. Црната има декор со цвет, црвен. Да, интересна. Digital Jet технологија, слика се примира директно на плочката и изгледа како реална. А другата ни е? Еве виолетовата, со морска сол, баш купателска. Баш е банјска таква. Зен. Имаме и на плаво. Не. Со планини. Не, треба да прашувам. Не, треба да прашувам, а ова башка ми се допаѓа многу, така што дефинитивно да. Кујната и над зидот и на подот ке се изработи од ист тип нежни плочки со природен дизајн. Со истите продолжив и на терасата. Значи, доколку имате квалитетна плочка, која може да се користи за надворешни услови, истата можете да ја користите и внатре и надвор, и на под, и на зид. Комбинацијата зависи само од вашата глава. Во бањата пак ќе ја видите онаа комбинација која ја одредивме со Фросина. Додека работат јас сум во Quick Step. За да го решиме проблемот кој што веќе го имате на терен. Па сепак бевме на објект, видовме за што станува збор. Така. За случајот во кај терасата што го имате, ви го препорачувам сепак сооборда да се употреби, која што има добра нивелирачка моќ и добра термоизолација и звучна изолација. Изгледа како медијапан, само не толку пресуван. Во состав е 99% дрво, 1% има веќе каучук како врзно средство да се користи. Многу лесно се прилагодува према самата подлога и може да ги изнивелира оние мали што се испакнатини до 3 мм. Претпоставувам дека и тропањето го откачува. Да, тропањето и према самите луѓе што се во станот и према
доле веќе комшија или не да соседот. Изолацијски како функционира? Минува 1,5 сантим стиропор како термичка изолација. Ајде сега Сосема. овие типови да ни покажеш. Значи овде веќе имаме повеќе типови од аспект на проводност на топлина и проводност на звук. Ова е веќе доаѓа професионална подлога за студија каде што има снимање, да нема она одзвук да не се јавува во просторот. Веќе белава варијанта, таа е според мене тука во фирма една од најдобрите подлоги што ги имаме. Таа под паркет обично се стават. Да, со тоа што ефектот на незе е исто како да е залепен. Значи скоро коефициентот е ист на тропање што се случува. Овие две веќе подлоги овде се повеќе за да ги заштитиме соседите, односно да нема тропање кон самите соседи да не се слушаат. И веќе последната што е најтенка подлога за подно грење и подно ладење. Значи направена е специјално да го пропуштат ладното или топлото. Значи не е изолатор. Добро, за кај нас, значи тоа ни е решение за терасата, бидејќи во дневната имаме нерамнени вакви такви. Мислам дека зелениот филтр таму добро ќе функционира. Тоа е веќе основна варијанта што е рачунат на запад. Кај нас би требало да биде оваа белата варијанта, ама тоа е веќе се до финансите. Јасно. Добро. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Югоекспорт Стил ви ги нуди најдобрите светски брендови за производство на мебел на едно место, по најповолни цени и со најголеми попусти. Алплес Словенија, Алф Италија, Камел Груп Италија, Калигарис Италија, Кота Италија, Натуци Едишнс Италија, Миото Дизајн Словенија. Само во Югоекспорт Стил. Од Квикстеп решив веднаш да заминам до Югоекспорт. Во станот наумив со климе од Югоекспорт да избереме кревети, душеци, маса, столици. Но никој пат посетата не е само наменска, зашто секој пат има нешто ново. Нешто најново овдека. Интересно само. И првично фатено место овдека кај нас. Да, навлез. Германски ретро мега тросет. Баш е мега. Нели личи на еден модел минатата година што го имавте? Зелено, Личи, виолетово, да, вака, малце слично. поразлична форма, многу е сличен, фактички со демизијата е сличен. така. Као новитет за тоа е нов модел. Така. Малце поразиграна форма, по ретро изведба, различни страни. Убаво е, да. Ама е простран за седење. Има, да, и за седење, и за Седење, лежање, крст може се. За уживање. За уживање баш. Буквално за уживање, бара простор. Да, инаку страните може да бидат, значи се гледа дека левата страна е повисока од десната. А може да бидат независни како парчиња? Не, затоа што е условно, значи тука има едни споеви кои што мора да се спојуваат. Поедноставно и за транспорт. Така. Ако би било вака мега тросет, никош нема да можеме да го донесеме тука.
Боја може да се бира, значи од изведената овдека, значи не е 100% огромна палета на бои, штопови материјали, с различни изведби, а кај истите значи постоечки бои. Производител од која? Производителот е Кота, седиште има во Лихтенштајн, меѓутоа еден гигант производител. Низ Европа постат неколку фабрики, работи многу, ги прати сите иновации. Ова е вака нешто ретро, меѓутоа има многу модерни линии и различни опции. Интересно е дека забележувам, нели, тоа се новите трендови на повторување на одредени дизајни или Така. комбинации од различни години. Квантитет се менува, сега секој во различен период, значи во секоја прилика значи има многу новитети и многу разлики. Во интериерот ова одлично би ми се вклопило, ама тие имаат некоја своја гарнитура која што ќе ја донесе. Така, а постоечка. Па да ја смениме. Ма не, новата на друго место. Новата на некој друго место. Добре, имаме се уште маса и столчиња да избереме. Пак ќе бираме маси, треба зарески. Да бираме, не можеш да ме одбиеш. Ај, нема да те одбијам, овој пат цел ден ти посветувам за маса. За маса? Да бираме маса. Цел ден. Ајде, нема да биде цел. Нема да биде? Добре. Моето враќање назад по 2 дена беше со изненадување од мајсторите. Мислев ке ставаат ламинат 2 дена, тие цел го поставиле за 1. Мислев уште ке се работи на дел од зидовите, тие беа сосема завршени, плочки поставени. Јас сум навистина подготвена за целиот мебел. А тој веќе стасува за вас во следната емисија, во исто време на Телма телевизија.